Добро утро и од мене, наш денешен гостин во општествена тема после овие филмски муабети редовни веќе со Владо Гадевски е Владимир Јанчевски. Да имавме оној обичај како порано што избиравме актери на годината или музичари на годината или музички настан на годината, ќе ве изберевме вас во областа на ликовната уметност, не дека немате награда, имате АИКА наградата за 2019, но ви се случи еве оваа година некако да ги курирате, да ги осмислите, ми се чини најдобрите изложби, трите најдобри и најзначајни изложби што се одржаа во државата. Иако имаш и други, се разбира. Најпрво благодарам на поканата, благодарам и на вашиот впечаток за сработеното. Точно оваа година некако се случија повеќе проекти. Да. Тука можеме поред да ги спомнеме. Да. Тука беше еден поголем проект кој го работевме со Јадро, представување на 10 македонски современи уметници. Тука е проектот за Петар Хаджибошков и неговото представување во Стоби. Еден проект кој го нарековме Откривање на иднината археологија на модерноста, кој се обиде да открие некакви помалку третирани аспекти на неговото творештво. Речи се истовремено се случи и проектот Пркосни слики, кој се однесува на творештвото на германскиот уметник Џон Хартфелд и неговите современици кои се некој вид на парадигма за политичката уметност во меѓувојниот период, например за периодот меѓу двете светски војни. Беше една помала изложба за сладокусци, но сепак важна во историјата на она што се прикажало кај нас, например, што го има. Да, таква изложба немало. Интересно е затоа што иако тоа спаѓа во еден период на непосредно после историската авангарда и дел од овие уметници припаѓаат на историската авангарда, меѓутоа на некој начин се заради духот на времето и проблемите кои се случуваат од средината на 20-тите, па веќе почетокот на 30-тите, нели со подемот на нацизмот, посебно кај германските уметници, и не сме го третирале, ги немаме во нашите колекции. Колку што се знам, има една изложба 1976 година, патувачка од Источна Германија, во која било представено творештвото на Хартфелд преку некое портфолио. Меѓутоа, нема во континуитет. Дури за истражувањето за АИКА, ја се опфатив неколку аспекти, иако тогаш воглавно се фокусирав на новата современа култура, која е некакво надоврзување на тие традиции, на експлицитно политичка уметност, која дури до некаде го отфрла класичниот концепт за... Кога сме кај политичката уметност, вие го напишавте и текстот за Артур Жмиевски, познатиот полски уметник, кој што е еден од најзначајните, сигурно европски современи уметници и кој што имаше своја самостојна, се уште може да се види во Музеот на современа, своја самостојна изложба насловена Реализми, демократи или демократи реализми. Значи, неспорно е вашето интерес за она што се нарекува некако политичка уметност. Вчера го имавме и Борис Гројс со неговото предавање, еден од најзначајните исто така теоретичари, историчари. Интересно беше заедно со вашиот колега Тихомир Топузовски, да, некако го водевте разговорот, му поставувавте прашања и беше исклучително интересно. Се разбира, секогаш се поставува прашањето, кога се работи за Музеот на современа уметност, вие имате договор со нив, не сте вработени покрај сите овие изложби што ги набројавме. Не знаеме дали ќе може да продолжа договорот следната година од музеот, но некако кажувате што е важно во уметноста, што е навистина важно. Се разбира, има љубители на уметност и за секој вид на уметност. На светот се уште има љубители на секој вид, но некако она што се важи се тие уметнички, односно политички проткајани дела на современите уметници кои што кажуваат според нив како е навистина. Да, тоа е една интересна позиција околу
јавното прифаќање на поимот уметност. Уште е доминантно тој поглед дека уметноста е нешто што е или индивидуален израз или некаква декорација. Но токму овие уметници, Хартфелд кој го спомнавме и целата историска авангарда во суштина, го преиспитуваат сопственото поле. Значи тука зборуваме за обиди да се дојде до некаква самокритика, да се истражи полето за да се видат потенцијалите на таа дејност. Они ја дори ризикуваат да ја тргнат аурата од уметноста, која нели често е присутна во јавноста дека тоа е нешто специјално. Не, тие велат дека уметникот е исто човек како и сите други. Да, исто Не важат граѓани. посебни закони за него, а посебно за критичките уметници или овие, речеме, од нашето време, кои се многу слични на она што го прават истражувачките новинари. Значи, тоа е дејност слична на истражувачката новинари, со сите ризици кои постојат, меѓутоа тоа е еден идеал, нели, за тоа да се даде некаков општествен придонес. А во суштина, улогата на уметноста не може да се одвои од општествената сфера. Дури и во периодот на модерната, еве, се навратам и на Петар Хаџибошков, кога уметноста ужива еден слободен простор, автономен простор, да истражува во некакви абстрактни принципи во однос на формата, ете и тој во своите изјави можете да низ архивите да проверите дека сериозно ја сваќа политичката улога на уметноста, иако тоа не е експлицитно видливо преку делата. Меѓутоа самата форма, принципите кои ги истражува на некој начин укажуваат на тоа дека формата е репрезент на духот на времето. Сега, да, тоа било во времето на Хаџибошков, такви изложби треба веројатно и повеќе да се прават истражувачки и ретроспективни во исто време и многу значајни. Но сепак, како пандемијата се случи, уште се случува, како ќе се врати уметноста на публиката, односно како публиката ќе се врати кон уметноста и како ќе ја восприема во иднина уметноста? Па не сме сигурни, тоа зависи во големо од технологиите и од начините на кои се користат. Ние имаме можности во виртуелниот простор да представуваме многу проекти, меѓутоа постојат разлики, нели, како тоа се доживува. Вчера на предавањето со Гројс зборувавме меѓу другото и за тој процес на од една страна демократизација на средствата и на просторот за изразување, меѓутоа од друга страна постои една опасност да се изгуби публиката. Значи сите зборуваме како во изложуваме нешто или кажуваме нешто во етер, меѓутоа сите го прават, тој веќе скратува времето на пошироката публика, бидејќи таа е во некаква продукција. Да го анализира, да го преиспита или да влезе во некаква дискусија за одредени теми. Мислам, постојат нели различни дебати, препокувања на социјалните мрежи, например, но тоа се тие такви кратки, вулгарни одговори про и контра некои теми, а не некаква суштинска комуникација за која се залагаат уметниците. Развивање на некакви вредности низ комуникација. Добро. Владо Јанчевски е историчар на уметност и куратор, еден од ретките луѓе во сферата на ликовната уметност со кој што можете да правите со саати муабет. Навистина ми е мило што дојдовте ова утро да ни ги приближите некои од аспектите на современата уметност и конечно некако да ви дадеме некакво признание за тоа што навистина ги направивте најдобрите изложби оваа година што беа во сферата на ликовната уметност. Многу ви благодарам и се надам дека ќе продолжите со таа работа. Ви благодарам на поканата. Би сакал ако имаме време само да ги поканам гледачите на отварањето на изложбата во Музеот на современа уметност. Тоа е изложбата Се што ни е заедничко. Тоа е утре. Тоа е една голема меѓународна изложба со светски имиња. Секако се вклучени уметници од нашата сцена, како Игор Тошевски, групата ОПА, Кристина Бажурска. И ќе имаат можност да видат оваа изложба, да види јавноста до крајот на март, исто така изложбата на Артур Жмиевски. Така е. Ви благодарам многу.